на администрацијата. Знаењето е сила, знаењето е моќ, ама само во рекламите. Во пракса партиската книжка е поважна и од дипломата и од искуството. Партиската препорака е решавачка за секој конкурс. Се гази автономијата на универзитетите и се ставаат под директна контрола на власта. Тепањето на студентите на мирен протест за нивниот ректор е небитна работа за која не вреди да се расправа. Наместо да се поттикнува и охрабрува цивилниот сектор, тој се разнебитува со продуцирање на секакви владино-невладини организации. Медиумскиот простор се узурпира, било преку притисоци и закани, било преку корумпирање со огромни буџетски средства. На кое ниво сме вратени назад, говори фактот што за врвен демократски дострел се прогласува тоа што на изборите немало пукање и немало убивање. Во Македонија денес ниту уставот и законите не важат подеднакво за сите, туку се толкуваат и спроведуваат во зависност од тоа дали сте во милост или немилост на власта. Наместо судството да биде последната брана и заштита пред неправдата, тоа е изложено на огромни притисоци, политичко влијание и понижување. Најповиканите да го штитат уставот и авторитетот на судските институции се први во рушењето на нивниот углед и достоинство. Повикувањето на линч и правењето на црни листи на судии на Уставниот суд, и тоа во име на власта, се толкува како израз на висока демократија. Почитувани делегати, никогаш во историјата на Република Македонија, никогаш како сега, не било присутно лицемерието и не бил толку голем расчекорот помеѓу декларативните заложби и реалната политика, помеѓу она што се говори и она што се прави. Никогаш повеќе не се говорело за единство, слога и заедништво и никогаш повеќе не се правеле поделби меѓу народот. Поделби на наши и ваши, на патриоти и предавници, на преродбеници и кочничари, на антички словенски македонци, на верници и неверници. Никогаш повеќе не се говорело за зачувување и одбрана на националниот идентитет и никогаш како сега не се спроведувала политика на редефинирање, на менување, а со самото тоа и проблематизирање на истиот тој идентитет. Постојано се повторуваат фразите за неопходноста од меѓуетничка и меѓурелигиска доверба и толеранција, а во исто време се форсираат бројни моноетнички и монорелигиски проекти и иницијативи кои, наместо да не интегрираат, не подвојуваат. Никогаш повеќе не се говорело за економски реформи и никогаш помалку не се направило на тој план. Секој ден од утро до вечер се говори за потребата и важноста на странските инвестиции, а паралелно се води политика да се протераат и оние инвеститори кои се веќе присутни во земјата. Како никогаш досега, често и без прекин се говори за посветеноста и значајот на евроатлантските интеграции и во исто време се прави се тие да не се остварат. Почитувани делегати, во ваков општествен амбиент го одржуваме 9-тиот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Работите во Македонија стојат лошо и за жал одат кон уште полошо. Одговорноста за состојбите во секоја држава и припаѓа пред се на власта. Со својата одговорност, порано или подоцна, ќе мора да се соочи и оваа наша власт. Меѓутоа, наша задача и обврска е уште пообјективно да ги идентификуваме нашите собствени грешки и слабости. Токму за да знаеме што треба и во кој правец да менуваме. Во политиката не постои празен простор. Се што може, а нема да го пополни опозицијата, ќе го покрие и освои оној што владее. Факт е дека власта немаше да биде ниту толку агресивна, ниту толку неодговорна, ако наспроти себе имаше силна и моќна опозиција. Во изминатиот период, таа не само што не ја плати политичката цена на своите катастрофални грешки,
туку во јавната дебата со опозицијата успеа да го наметне впечатокот дека се работи за единствено правилни потези. СДСМ во последните неколку години се обидуваше да го напушти својот дотогашен, во долг период создаван политички идентитет. И тоа е добро, во одредени моменти и неопходно, за да може да се продолжи напред. Лошо е тоа што не се успеа да се создаде нов, јасен и конзистентен, за секого препознатлив лик и идентитет на партијата. Во политиката, одредена доза на прагматичност, без која не можат да се реализираат програмските определби, е неопходна. Но никако не смее се да се сведе на гола прагма, без било какви принципи, без било какви базични вредности. Ако во една партија се е можно, ако се можни било какви политики и одлуки, ако се можни коалиции со било кого, а такви ситуации имаше, посебно во периодот кога имавме наша влада, тогаш е многу тешко да се добие поддршката од граѓаните. Луѓето сакаат точно да знаат за што и за кого се определуваат. Често пати, напуштајќи ги своите базични принципи и вредности, се обидувавме да се надпреваруваме со власта на нејзин терен, на полето на популизмот, како што беше во одредени моменти случај околу спорот со Грција за името или одредени прашања од меѓуетничката сфера. Делумно, заради ваквата конфузија, делумно заради пасивниот и не до крај осмислениот начин на промоција на нашите програмски определби, во јавноста се создаде впечаток дека Социјалдемократскиот сојуз воопшто нема било каква програма. Треба да разбереме дека судирот на различните програмски концепти не треба да се случува само во текот на предизборните кампањи. Тоа е битка која мора да се одвива секој ден и по секое прашање за кое имаме различен став. Но исто така не е точно дека опозицијата мора по дефиниција да биде против секоја одлука, против секој потег на власта, па дури и кога тие се совпаѓаат со нашите програмски определби и со вистинските интереси на граѓаните. А најголема грешка е ако не се прави ништо и само се чека на грешките на власта. СДСМ ниту ќе стане партија каква што посакуваме, ниту пак заслужува да победи на избори, ако единствено се надеваме на незадоволството на граѓаните од актуелната власт. Ако кај некого во оваа сала постои таква илузија, нека ја заборави веднаш. Нас не очекува далеку потежок, но и единствено правилен пат. Наша прва задача ќе биде уште еднаш да ги дефинираме и промовираме нашите програмски определби за едината на државата и системот на вредности во кој веруваме и кој сакаме да стане вредносен систем на целото општество. Тоа е работа која ќе завршиме во наредните 3 месеци, најдоцна до крајот на август. При тоа сакам јасно да соопштам дека немаме намера да влеземе во замката на создадениот стереотип. Нема да пишуваме збирки од фрази и памфлети, да правиме списоци на желби и празни ветувања, кои убаво ќе ги укоричиме, уште поубаво ќе ги насловиме, а најубаво ќе ги мафтаме на пресконференции и митинзи. Впрочем, го имаме пред нас актуелниот преродбенички пример. Стотици и стотици страници во кои се е напишано, се е предвидено, па дури и надградено, освен што ги нема одговорите на најважните прашања за Република Македонија. Како, например, како да станеме членка на НАТО и Европската Унија, како да ја намалиме невработеноста и сиромаштијата, како да привлечеме странски инвестиции, да ја развиваме демократијата и правната држава. Ние со такви ефтини манипулации нема да се служиме и нашата програма на кило нема да ја мериме.